Добар ден, вие ги следите вестите на Канал 8. Кај жените карцином на дојка и на грло на матка, кај мажите карцином на дебело црево и на белите дробови се најчести застапени малигноми кај луѓето. Поразителната статистика вели дека се намалува и старосната граница. Се почесто карцином добиваат младите по 20-та година. Наследниот фактор, но и начинот на живот, главни ризик фактори за појава на карциномите, се одбележува Светскиот ден за борба против ракот. Секојдневно расте бројката на лица со дијагностициран карцином. Статистиките покажуваат дека се намалува и старосната граница. Се почесто млади лица имаат карцином. Карциномот подеднакво се јавува и кај мажите и кај жените. Кај понежниот пол најчесто се јавува карцином на дојка и на грло на матка, додека кај мажите најчести се на дебелото црево и белите дробови. Кај двете групи, и кај мажи и кај жени, значи благи пораст, али константни пораст на малигни заболувања присутен кај нас. Најчести се карциноми дојке, после тога малигни заболувања на дебело црево, кај мажите белодробие, дебело црево и така. Во Општа болница Кочани, откако е донесен мамографот за дојка кој обслужувал цел регион, направени се 120 мамографски прегледи и исто толку ехо прегледи. Во приватната здравствена установа Нирвана хирургија пак во 2015 година се направени 3375 прегледи, од кои на биопсија се пратени 188, а од нив 69 се ново откриени карциноми. Доктор Митко Ристов, специјалист од оваа област, вели дека секоја година само во оваа хируршка ординација се откриваат над 60 нови случаи на карцином на дојка, што е поразителна бројка. Лекарите велат дека најчести ризик фактори за заболување на карцином на дојка се наследниот фактор, генските промени, личната историја на пациентката, зрачењето во млада возраст, а во превенцијата од болеста ги насочуваат здравиот начин на живот и исхрана, само прегледот на дојките и најважно редовните контролни прегледи кај специјалист. Годинава, 4 февруари, Светскиот ден за борба против карциномот, се одбележува со кампања насочена кон подобра информираност, како и едукација за зголемена свесност за превенција од малигните заболувања. Праксата покажува дека добар дел од заболените своите први прегледи ги прават во поодмината фаза. Намалување на возрастната граница има, порано значи се јавуваше над 40 годишна возраст, меѓутоа сега се намалува границата така да веќе кај средношколци се појавува карциномот на дојката, значи порано многу ретко по 35 годишна возраст, а сега веќе по 20 години се јавува карциномот на дојка. Мислам дека во нашата република недостасува здравственото просветување на населението, се уште е голем бројот на пациенти кои што доаѓаат во понапреднатиот стадиум, затоа што е важно за карциномите ако се отвираат во раниот, во локализираниот стадиум, дека тогаш терапијата е подобра, преживувањето е подобро, ремисиите се подобри, за разлика од тоа што они се јавуваат многу покасно, кога веќе и онколошката терапија многу не може да помогне. Инаку, во источниот дел од државата има само 3 мамографи кои функционираат, а тоа се во Кочани, Пехчево и Берово. Од Кочанската болница информираат дека од 1 март ќе започнат да прават и мамографски скрининг прегледи, преку кои жените над 45 години ќе бидат повикувани на преглед со цел превенција на малигни заболувања. Расте бројката на заболени од грип во Кочани. Регистрирани нови 53 случаи за една недела. Заболените се на возраст од 15 до 64 години. До пред една недела во Кочани имаше регистрирано 44 случаи на заболени од грип. Во последната недела бројката е зголемена и има 53 ново заболени, така што Центарот за јавно здравје Кочани регистрира вкупно 97 заболени од грип. Вакво зголемување е очекувано, посебно во јануари и февруари, вели доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кочани. Причината се бара во променливите временски услови, што придонесуваат граѓаните полесно да се разболуваат, додава доктор Карамфилова. Најголемиот број на заболени се на возраст од 15 до 64 години. Мал е бројот на болни деца од предшколска или школска возраст. Лекарите советуваат дека доколку граѓаните забележат симптоми кои наведуваат дека се работи за грип, веднаш да се јават на лекар и да им се препише соодветна терапија. Многу од пациентите се лекуваат во домашни услови, па затоа бројката и не е реална. Поголемиот број пријавени во центарот се преку матичните лекари. Доктор Карамфилова додава дека бројката дополнително е зголемена со почетокот на второто полугодие, при што советува доколку има болни деца, потребно е да не одат на училиште и веднаш да се јават на лекар.
Од Центарот за јавно здравје препорачуваат почесто проветрување на просториите, избегнување групно собирање, земање витамини и често миење раце. Инаку, голем број граѓани се заштитија од ово заболување и ја примија вакцината против грип. Неконтролирано сечење на шумата е забележано во непосредната околина на Кочани. Таквата активност на непознати сторители се заканува да соголи цели ридови, поради што неопходна е итна интервенција на надлежните. Вистински масакар се прави врз младата дабова шума на падините на осоговијата, пошто исечените стебла се користат како огревно дрво. Најсериозна е состојбата во непосредна близина на Кочани, односно во атарот на селото Припор, на местото каде што асфалтниот пат се одвојува кон блиските куќи. Камерата регистрираше огромен број до корени сечени стебла и расфрлани гранки, а дел од дрвата се подзаскриени во шумата, веројатно со намера во текот на ноќните часови да бидат транспортирани до градот. Се уништува без ред, односно се сече во близина на патот, за да може потоа и сечената маса полесно да се извлече на чистина. Луѓето кои имаат имот во овој регион не сакаат јавно да зборуваат пред камера, плашејќи се за сопствената безбедност. Велат дека лицата кои се одлучиле на ваквата постапка се организирани во побројни групи, при што дел од нив од прегледни места го наблюдуваат теренот и внимаваат да не наиде шумска контрола, а другите со рачни пили и секири го прават масекрирањето на шумата. Најчесто сечењето се врши рано наутро или во доцните попладневни часови, кога е помала фреквенцијата на луѓе. Сепак, во текот на изминатите неколку недели, кога температурите се спуштија под нулата, тие биле нешто подрски, па доаѓале и преку ден. Нашите соговорници тврдат дека бесправно исеченото дрво дури и се препродава за огрев, а досега никој не им застанал на пат на сторителите. Превозот на исечените дрва се врши со патнички возила што се прилагодени за намената и обично немаат регистерски таблички. Во моментот поголема штета е направена на површина од околу 2 хектари, а ако не се преземат мерки против таквото криминално однесување, повеќе од сигурно е дека за краток период од пошумените падини на осоговијата ќе останат само голи ридови. Поради тоа и апелот од поранешните жители на Припор, Вранинци и другите околни населби, надлежните да преземат посериозни мерки за откривање на сторителите и да ја спречат деградацијата на шумата во овој регион. Општина Кочани ќе асфалтира десетина улици во селските населби во градот, за што ќе потроши околу 55.000 евра. Тендерот за избор на изведувач е распишан, а се очекува градежните работи да започнат напролет. Околу 3.390.000 денари планира да потроши локалната самоуправа на Кочани за реконструкција и асфалтирање на 10 улици во градот и во населените места од рамничарскиот дел на општината. Парите се од општинскиот буџет, наменети за реализација на годишната програма за изградба и реконструкција на локалните патишта и улици. Со оглед што за годинава за оваа намена беа предвидени околу 6.700.000 денари, тоа значи дека со овој проект ќе се потрошат половина од парите. Веќе е објавен тендерот со кој се бара изведувач на градежните работи, што ќе бидат продолжување на веќе започнатите активности за решавање на сообраќајната инфраструктура во селските населби. Според проектната документација, се предвидува да се асфалтираат делови од улиците Маршал Тито во Горни Подлог, Борис Евтимов во Тракање, 1 мај во Долни Подлог, Маршал Тито во Оризари, Лјупчо Сантов и Григор Прличев во Грдовци, како и дел од улиците Велин Стојанов и Марина Попиванова во Кочани. Вкупната должина на сообраќајниците што треба да добијат асфалтен слој изнесува над 820 метри, со широчина меѓу 2,5 и 3 метри. Исто така, со проектот планирана е и реконструкција на дел од улиците Михајло Арсов во Прибачево и Гиго Данилов во Мојанци, во должина од околу 230 метри. Тендерот за избор на изведувач трае до 24 овој месец, пошто доколку се помине без проблеми, се очекува градежните работи да започнат напролет. Нема интерес кај лицата над 40 годишна возраст да ја искористат субвенцијата од 400 евра од општина Кочани ако склучат брак. Сепак, од локалната самоуправа мерката нема да ја прекинат, надевајќи се дека годинава ќе биде поуспешна.
Никаков интерес не предизвикала одлуката на Советот на општина Кочани од буџетот да се доделува помош во висина од 400 евра за постарите партнери кај кои барем едниот е на возраст од над 40 години, доколку се одлучат да склучат законски брак. Ваквата одлука беше донесена минатата година, со што и Кочани се придружи кон другите општини во државата кои обезбедуваат финансиска и друг вид подршка за подобрување на наталитетот. Со субвенцијата се предвидува нашите сограѓани кои исклучуваат брак во поодмината возраст да добијат парична социјална помош, а единствен услов е да бидат жители на општината. Прашање за успешноста на ваквата мерка беше упатено и на последната седница на Советот на општината, при што беше побарано градоначалникот да каже има ли позитивни резултати и дали таа ќе продолжи. Ме интересира, ако веќе ја воведовме оваа мерка за субвенционирање на овие малку задоцнати бракови, ме интересира каков е ефектот од оваа мерка, дали имате вие сознание колку наши сограѓани ги имат искористено овие средства и во колку ги имат, од која ставка на буџетот им се исплатени и на крајот да направиме нели пресек дали се исплаќа, дали е оправдана оваа мерка или не е. Можам да ви кажам дека во 2015 немаме ниту еден, меѓутоа оваа субвенција продолжува и понатаму да биде, имаме посебен правилник изработено и јас упатувам апел и сега, оние кои што се над 40 години, било машки, било женски, да им кажеме дека општината има посебна програма која што доделува средства како субвенција од буџетот на општината за тие, да ги речеме, млади брачни парови, од кои што едниот е над 40 години. Поддршката за брак на постарите партнери е една од мерките за подобрување на наталитетот, што пред една година ја воведе општината. Исто така, тогаш беше донесено и решение за уште една мерка, односно за доделување така наречен бебешки пакет за новородени од социјално загрозени семејства. Стануваше збор за нова еднократна помош во висина од 2000 денари, што им се дава на новороденчиња најдоцна 3 месеци по раѓањето и важи за секое новородено дете од ранливите групи. По донесувањето на одлуката за доделување на помошта, таа досега им е врачена на повеќе семејства од Кочани. Сдруженијето на граѓани Движење за одржлив развој од општина Кочани и Зрновци се партнери во еколошки проект за заштита на платанови стебла во Мородвис. Неговата реализација ќе придонесе за заштита на уште една природна реткост во регионот. Завршен е првиот дел од активностите на проектот за заштита и промоција на група платанови стебла во село Мородвис, што го реализира Сдруженијето на граѓани Движење за одржлив развој од Кочани со поддршка од општина Зрновци. Се работи за проект преку програмата за зачувување на природата, поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Во периодот до почетокот на 2016 година беше изготвен елаборат што се презентираше пред градоначалникот и советниците на општината Зрновци. Документот беше прифатен и одобрен, а примерок од него, заедно со одлуката од Советот, беа поднесени до Министерството за животна средина на Република Македонија, со барање за репрогласување на платановите стебла во Мородвис како природна реткост. Со тоа, заклучно со месец јануари, беше реализиран првиот дел на активностите од проектот. По добивањето на решението од Министерството дека се прифаќа стеблата да се регистрираат како природна реткост, ќе продолжат активностите од вториот дел на проектот. При тоа ќе се направат итни конзерваторски мерки за да се заштитат дрвата од пропаѓање. Освен тоа ќе се изработат и едукативни материјали, односно брошури и флаери за промовирање на значењето на платановите стебла. Ќе се постават едукативни табли и патокази, а планирано е да се одржи и едукативно предавање за значењето на стеблата. Планирано е активностите да се реализираат до април оваа година. Целата реализација на проектот е во координација помеѓу Сдруженијето на граѓани Движење за одржлив развој, општината Зрновци и проектот за заштита на природата во Македонија. Комплетирањето на активностите треба да придонесе за заштита на уште една природна реткост во државата, како и промовирање на природните убавини на пошироката јавност. Инаку, програмата за зачувување на природата во Македонија е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, координиран од Helvetas Swiss Intercooperation и Pharmachem, со цел да и се помогне на нашата држава во зачувувањето на големата биолошка разновидност, како и на природните екосистеми, преку промоција на нивното одржливо користење и управување.
Земјоделците од 4 општини Виница, Зрновци, Чешиново, Блешево и Кучани се едуцираат за штетите кои ги прават со палењето на страништата, но и за бенефитот кој може да го имаат доколку се надминат во таа пракса. Овие обуки се дел од проектот на земјоделското здружение Агровинка, насловен Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет. Страништата наместо да се палат и да го загадуваат воздухот, може да се рециклираат, тоест сламата може да се преработува во пелети или брикети и да носи и профит. Но на нашите земјоделци им треба квалитетна едукација за да го сватат штетниот ефект од палењето и бенефитот од искористувањето на истите. Во таа насока се и трибините со кои треба да бидат опфатени 400 земјоделци од Виница, Кочани, Чешиново, Блешево и Зрновци, кои се реализираат во рамките на проектот кој го спроведува Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка, насловен Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет. Со палењето се уништува горниот слој на почвата дури до 5 см, се уништува флората на почвата. Во рамките на проектот планирана е работа на 4 фарми, на кои ќе се спроведат различни експерименти во ефикасно искористување на жетвените остатоци. Заинтересираните земјоделци ќе имаат можност и лично да се уверат во благодетот од правилно користење на тие остатоци. А ова како предлог ќе се достави до Министерството за земјоделство да влезе како посебна мерка во програмата за руралниот развој и за субвенции, истакна Олга Стоименовска, раководител на проектот. Според Владимир Медарски, стручно лице од Агенцијата за развој на земјоделството од Кочани, при палењето се случува тотална агресија врз природата, умираат микроорганизми кои се многу важни при органското распаѓање во почвата, корисните состојки исчезнуваат и земјата станува опустошена, а се врши емисија на штетни гасови. Доколку тоа не се случува, ќе имаме природно распаѓање во почвата со што ќе има помала употреба на вештачките ѓубрива и други бенефити. Овој проект е подржан од програмата за зачувување на природата во Македонија на Швајцарската агенција за развој и соработка, а координатор е Фармахем Македонија. Реализацијата е 7 месеци и треба да заврши до месец април. Вестите завршија, следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.